Левица го дава официјално својот предлог за формирање експлицитен санитарен кордон околу ВМРО ДПМН за негова изолација. Зошто е потребно негова изолација на оваа партија, бидејќи оваа партија е начело на власта и креатор на владеачките политики на владата цели 10 години и ја упропасти Македонија. Ако и се дозволи да и понатаму владее во Македонија, таа ќе изарие конечен ноч на Македонија и ќе ја уништи иднината на оваа земја. Затоа е потребно сите опозицијски партии, вклучително и партиите од албанскиот блок, да кажат експлицитно на јавноста и да потпишат еден заеднички меморандум во која експлицитно ќе кажат дека нема да учествуваат во влада во која учествува ВМРО ДПМН и нема да поддржат влада во која учествува ВМРО ДПМН. На таков начин не само јавноста ќе има појасна и потранспарентна слика за позициите на сите политички партии и учесници на изборите, туку и меѓународниот фактор ќе биде дестимулиран да прави некои постизборни комбинаторики кој ќе вклучи онаа партија која зад себе има оставено крупен криминал во оваа земја и која е упропасти оваа земја. Што се однесува до Левица, значи Левица категорично кажува дека нема да поддржи влада во која ќе учествува ВМРО ДПМН, ниту пак ќе учествува во една таква влада. Левица категорично стоела на антирежимски позиции досега и ќе продолжи да обстојува на тие позиции и во иднина. Со кого ќе коалицирате предизборно? Значи, Левица донесе одлука на Централниот комитет пред 10 дена за самостоен настап на изборите. Нема ли тоа да ги расипне гласовите? Да не возможи повеќе партии? Во Македонија има голем процент на граѓани кои се незадоволни не само од режимот, туку од целата досегашна партиска понуда на граѓаните. Така што СДСМ не успеа да убеди голем процент од граѓаните дека се опција која заслужува да биде гласана дури како помало зло и постојат одреден број на граѓани чие мислење ние доста го респектираме, кои бараат на изборите да се појави нова опција која ќе биде антирежимска, но која нема да има зад себе багаж. Нашата одлука за самостојно учество на изборите е во насока на максимализација на антирежимските гласови. Што мислите за идејата на Унитет да го успори распуштањето на парламентот поради проблемите со 6-та изборна единица пред Уставниот суд? Таа е за жал сосема легитимна иницијатива за која има основа. Она што е трагично во сето ова е што проблемот со преголемиот број гласачи во 6-та изборна единица беше лоциран најмалце од јуни месец и досегашните политички партии намерно или ненамерно го држеа ова под тепих прашање и можеа многу лесно да го решат. Сакаа да си остават отворено вратниче за да може да биде злоупотребено. Има само едно решение околу кроењата на изборните единици, а тоа е една изборна единица на територијата на цела Република Македонија.